Добро вечер во Топ тема. Одлуката на владата во оваа школска година да не се запишуваат првачења доколку немаат потврда за примени вакцини, повторно ги разгоре страстите, особено социјалните мрежи, има многу реакции. Тоа беше повод вечерва во Топ тема да го поканиме министерот за здравство Венко Филипче. Добре дојдовте во Топ тема. Благодарам на поканата. Ова вакцините се тема и морбилите, која е постојано практично актуелна, веќе 6 месеци имаме и епидемија на морбили, но пред да почнеме со вакцините и одлуката на владата, едно прашање, бидејќи е денешно, опозицијската ВМРО ДПМНЕ денеска на пресконференција ве обвини за нов скандал. Тие тврдат дека е на повидок скандал за централизирање на стерилизација на клиниките со тендерот кој е објавен во моментов во вредност од 13 милиони 700 илјади евра. Обвинуваат дека со овој тендер сакате да воспоставите монопол, дека 5 пати ќе се зголеми цената на стерилизација, дека опремата не може безбедно да се превезува, повторно ќе се инфицира. Кој е вашиот одговор на овие обвинувања? Добро, ги слушав денеска обвинувањата. Можам да кажам дека или не ја прочитале добро документацијата или не ја разбрале, или веројатно се уште мислеле дека набавките идат како во нивно време. Нема апсолутно никаква врска. Сите се тоа безпредметни овој обвинувања. Впрочем, уште еден доказ е одлуките на основното јавно обвинителство за сите други набавки за кои што ме обвинуваа мене и во Министерството за здравство, дека апсолутно нема никаква тука одговорност, дека се тоа кристално чисти овој набавки. Сега уследниот период веројатно ќе треба и да се официјално и јавно извинуваат. Но дозволете, кога веќе ја спомнавте овој темата, сакам да дам на кратко едно објаснување за што станува збор. Имено секаде во сите болници во нашата држава кај што се прават хируршки интервенции, ние сме соочени со неколку проблеми. Прво, со многу стари инструменти. Понатаму со многу стар начин на стерилизација на инструментите и на вешот и со многу нестандардизиран начин на чистење на самите операциони сали. Сведоци сме, впрочем, дека многу често се јавуваат и инфекции, сакаме да донесеме нови инструменти, сакаме да донесеме и нов тип на веш, односно хартиен, таков како што се користи во сите современи центри. Сметаме дека приватното и јавно партнерство е еден од најдобрите модели кои што треба да се имплементира. Станува збор за сума на пари од 15 на милиони евра кои што ги спомнавте, но кои што треба да ги вложи потенцијалниот партнер. Со тоа, сите наши хируршки институции во целата држава од 4 места треба да добијат нови инструменти, целосно заменити сетови, кои што се сега на некои места стари со години веќе не ни служат за... Значи во овој тендер практично влегува и набавка на не само стерилизацијата на како што ви еве што вклучува ова приватно јавно партнерство. Нови инструменти за сите институции кај што се прават хируршки интервенции. Соодветно по најсовремени европски стандарди стерилизиран веш кој што ќе биде соодветно доставуван до самите те институции. Соодветно чистење и дезинфекција на операционите сали, така како што сега во овој момент неаме, после секоја интервенција, и соодветно, исто како што во овој момент неаме, третирање на многу места на медицинскиот отпад. Тоа ќе го прави приватна... Тоа ќе го прави приватен партнер. Што правиме со тоа? Се штедиме самите себе од огромна инвестиција, заради тоа што секако ги даваме парите за стерилизација на веш, за стерилизација на инструменти, за чистење на салите и никаде од тоа немаме соодветни стандарди. Така е, се со цел да се достигнат соодветни стандарди, ние да не вложиме, туку само да исплатиме со парите кои што секако ги трошиме. Ова се европски модели и ова се модели кои што планираме да ги имплементираме не само во полето на стерилизација, туку и во многу други сфери во нашиот здравствен систем, заради тоа што сметаме дека огромна сума на средства во овој момент се одлева, се троши несоодветно, има огромни загуби. Која е проценката сега колку се троши само за ова? Станува збор за апсолутно истата сума. Значи, ние сакаме со истата сума на пари да постигнеме многу повеќе заради поефикасно трошење на средства. И на колку години би било тоа? Предвидено е концесијата да биде 15 години, тоа да биде инвестиција во рок од 15 години, а ниту една јавно здравствена институција да не го зголеми трошокот во однос на тоа што е
Сега во овој момент, освен во делот како што предвидува физибилити студија, доколку постои некаква инфлација и тоа е единственото сценарио кога може да има зголемување на трошокот. Значи велите дека нема да стане збор за никакво злоупотреба или скандал. Добро. Тендерот завршува? Тој завршува за 10 дена, после тоа има отварање на понудите, целата постапка е отворена, транспарентна, секој може да има увид. Консултиравме врвни експерти кога ја припремавме оваа постапка, правевме сериозна анализа на тоа каква е состојбата во нашите болници и заклучиме дека ова чекорот кој што ќе донесе најдобри резултати и најмногу ќе придонесе кон квалитетна здравствена услуга за граѓаните, а со тоа исход на лекување на пациентите, посебно на пациентите кои што им е потребна хирушка интервенција. Знаете и самите, многу често се јавуваат овие сценарија и со инфекции, со мрса и така натаму, и тоа е, мислам дека еден од најефикасните механизми да се бориме против и странски компании учествуваат на овој тендер? Станува збор за тендер на кој што може да учествуваат и странски компании. Може и тие да го добие. Добро, тогаш за на што ја посветуваме ова емисија, вакцините, владата значи одлучи вчера дека ни едно прваче нема да тргне на училиште доколку нема потврда за вакцина против морбили. Меѓутоа имаше и во самата влада имавте многу недоумици, бидејќи децата имаат право за гарантирано право со устав, со закони за гарантирано право на образование. Значи, новите деца без вакцини, вие ќе им го одземете правото за образование. Министерот Арбер Адеми до последен момент се колебаше, дури ви бараше да почне вакцинација на првиот училишен ден. Зошто тоа не можете да го спроведете? Добро, на почетокот само веднаш да ве коригирам дека не се бара вакцина само за морбили, туку да се достави целиот вакцинален календар. Значи секој дете кое што ќе се запише во училиште треба да ги има примерно сите задолжителни вакцини согласно вакциналниот календар, како што тоа впрочем е пропишано во правилникот за имунизација од Министерството за здравство. Дилемите потекнуваат од контрадикторноста во Законот за основно образование, каде што се вели дека основното образование е задолжително, но во исто време се вели дека при упис на сите деца мора родителите да го дадат и вакциналниот картон. Имаше дилеми, имаше различни толкувања, имавме повеќе неофицијални средби, имаше средби на една работна група која што формиравме заедно со представници на Министерството за труд и социјална политика, и од тука од таа контрадикторност произлегува и различните толкувања, но и различните ставови на одредени поединци. Меѓутоа, сепак имавме и дебата во владата на последната седница, кај што го искористивме и експертското мислење на министерката за правда и заклучивме дека сепак законот е прилично јасен. Дека точно е дека е основното образование задолжително, но во исто време секој дете кое што се запишува во училиште мора според сегашниот закон да го даде и вакциналниот картон. Веројатно тоа што законот не се почитувал во изминатите години било причина да падне колективниот имунитет и сега ние да се соочиме со епидемија на морбили како што имаме во изминатите 6 месеци. Во исто време точно е дека е и уставно право да детето има основно образование. Меѓутоа, во 2014 година Уставниот суд одлучувал по представки на родители кои што не се согласувале децата да бидат вакцинирани и многу јасно стои во одлуките на Уставниот суд. И сега имаме најави на оние што се противници на вакцинирањето, дека токму оваа одлука имаат намера да ја дадат повторно и на Уставен суд. А велите има таква веќе? Има одлука на Уставниот суд од 2014 година, која што многу јасно вели дека прво никој нема право да го загрозува јавното здравје заради непостапување, заради ставање на приоритет на индивидуалното здравје. И во исто време немаат право родителите заради својот став да го загрозуваат правото на детето да биде здраво. А вакцината е единствената докажана работа која што како процедура е одлична инвестиција во сопственото здравје. Не постои ниту една медицинска технологија на светот, ниту пак некоја друга форма на лек, како вакцината кој што спасило повеќе животи од вакцинацијата.
да се вратам назад на легислативата, толкувањето се сведе на тоа дека не смее децата да бидат примани во училиште без да го дадат соодветниот вакцинален картон, и точно е дека и покрај тоа што и основното образование загарантирано со Уставот, и исто така е според одлуките на Уставниот суд јасно дека никој нема право со сопствени постапки да го загрозува ниту јавното здравје, ниту пак правото на децата да бидат здрави. Дури нивните родители. Дури нивните родители. Колку деца очекувате да се вакцинираат? Имате ли проценка колку првачиња има кои не добиле вакцина? Ние правихме анализа... Статистика во здравство ужасно лошо стоиме. Направивме анализа на почетокот на епидемијата. Од вкупно 400.000 деца од 0 до 14 години, 42.000 беа невакцинирани. Значи, близу 10% од децата кои што требале да се вакцинирале, можеле да се вакцинираат и се тоа да бидат целосно заштитени од ваква болест која што со години наназад била искорената, тие не се вакцинирани. Од тие 42.000, 16.000 беа на територијата на градот Скопје, кај што почна епидемијата, 26.000 во останатиот дел на државата. После прогласувањето на епидемијата и најпрво забраната за прием на деца кои што не се вакцинирани во градинка, при тоа во тој момент согласно правилникот до тогаш не требало да се даде потврда за вакцина. Во меѓувреме Министерството за труд и социјална политика го измени правилникот и сега е задолжително и во приупис во градинките да биде доставен вакциналниот картон. Затекнавме ситуација во која што огромен процент од невакцинираните 16.000 деца на територијата на градот Скопје, близу 12.000, се на возраст до 5, односно 6 години. Значи, таа популација која што од децата која што оди во градинка. Која беше нашето толкување, но и толкувањето на експертите епидемиолозите, со оглед на тоа што антивакциналните кампањи многу се заснуваат на поврзаноста на вакцината, посебно со морбили, со аутизмот. Сметаат дека родителите обично чекаат децата да пораснат, да почнат да одат, да зборуваат, да се сигурни дека на некој начин ја надминале возраста во која што може да се јави аутизма, па после тоа да го вакцинира, заради тоа што процентот на невакцинирани деца пак во училишта, кога се спореди со тој во градинки, е многу помал. Значи, ние до сега немаме, иако има и тука невакцинирани, поголем беше проблемот во градинки. Од 16.000 невакцинирани деца на територијата на град Скопје, сега близу 13.000 се веќе вакцинирани. Значи, тоа е близко 80%, нешто е помал процентот во останатиот дел на државата, од 26.000 невакцинирани деца до 14 години, негде околу 10 до 11.000 се сега вакцинирани. Дали ќе ги вакцинирате сите овие деца со оглед дека се летни месеци? Значи, имаме годишни одмори. Дали сите преостанати првачиња ќе мислите дека ќе можете да ги вакцинирате до почетокот на учебната година? Видите, доколку се почитува системот, државата има обврска да децата бидат целосно имунизирани. Вакцините во вакциналните пунктови, секој во својот регион во кој што живее може сосем слободно да се спроведе редовната вакцинација, без разлика дали се невакцинирани со една или со друга вакцина. Значи, доколку се почитува системот така како што е поставен, секој може да оди во здравствениот дом, во вакциналниот пункт, секој родител со детето, да има увид во вакциналниот статус и да се вакцинира со таа вакцина која што до сега не бил вакциниран. Идеите за теренска вакцинација, за одложување, сметавме дека ќе створа дополнителен хаос. Зашто да правиме? Значи нема да има теренска вакцинација. Ќе се прифатат документите за упис и доколку родителите не го достават вакциналниот картон и покрај прифатените документи за упис, детето нема да биде упишано во школа доколку не го донесе картонот за вакцина. Што значи дека може родителите сосем комодно да ги однесат децата во здравствените домови, во местата во кои што живеат, тука да се вакцинираат согласно календарот и после тоа да бидат запишани во училиште. Истото важи и за градинките. Еве сега и согласно правилникот, при секој упис во градинка ќе се бара и задолжително и вакциналниот картон. Денеска го снимивме министерот за образование Арбар Адеми, кој не беше во можност да учествува во оваа емисија ако
беше поканет, но и заменикот народен правобранител Васка Бајрамовска Мустафа. Кај народниот правобранител има веќе 100 представки против политиката за вакцинација. Предлагам тука да ги видиме нивните ставови. Училиштата мора да ги примат пријавите за упис од страна на родителите, од страна на заинтересираните граѓани за упис на нивните деца како првачиња во основните училишта. Но запишување исклучиво ќе има за тие деца кои ќе достават соодветна потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Се соочуваме со епидемија и во вакви околности навистина треба сериозен пристап од страна на сите институции. Станува збор за повеќе за околу 100 представки поднесени од родители за повреда на правата на децата поради одбивање на градинките да ги примаат децата кои што немаат примено вакцини за против морбили, а додека во последен период и неколку представки се доставени од родители во врска со ставот на надлежните органи да не биде запишани деца во основните училишта доколку не достават потврда за примени задолжителни вакцини. По моje мислење, но и по мислењето на Уставниот суд пред неколку години, кое се рефлектира на едно нивно конкретно решение, на едно конкретно нивна одлука, се вели дека не станува збор за дискриминација ако како услов за следење на образовниот процес се бара доставување на потврда дека децата ги примиле сите задолжителни вакцини. Бидејќи се работи за две вредности и мораме да ги запазиме, а во конкретниот случај мораме да имаме доследна примена на законските решенија. Според народниот правобранител, ниту едно дете не сме да остане надвор од образовните клупи. Перцепцијата на родителите, перцепцијата на граѓаните дека со ваквата мерка од страна на надлежните органи се условуваат, не сме да се дозволи, мора владата, како и надлежните министерства, во еден мултисекторски пристап, на што укажавме уште на почетокот на годината, да се разгледа ова прашање, да изнајде соодветни начини и механизми, како да го подигне офатот на вакцините, но не на штета на правото на детето, нити на правото на здравје, нити на неговото право на непречено образование, кое што е гарантирано со Уставот и со Конвенцијата за правата на детето. Да, тоа бе министерот Арбар Адеми, заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа, кој, како што веќе кажавме, дилемата е околу нарушување на едно право на сметка на друго, правото на образование и на сметка на правото на здравствена заштита. Денес реагираше и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Нивниот став е дека условувањето на упис на детето во основно училиште со приложување на доказ за извршена вакцина според Хелсиншкиот комитет не представува дискриминација од причини што ова представува само еден вид на механизам за заштита и осигурување на правото на детето на здравје. Родителите кои би запишале дете во училиште кое не ги примило потребните вакцини би ги повредиле правото на здравје на своето и на другите деца кои одат во истото училиште, што значи дека задолжителната вакцинација определена со закон не представува прекумерна мерка. Ова е ставот на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Но за вакцините има многу прашања. Пред да преминеме на прашањата од граѓаните поставени на социјалните мрежи, кој одобрува, има деца кои не смеат да примаат вакцини заради разни болести, трајни болести. Кој нив им издава потврди дека тие не треба да се вакцинираат? Има одел на клиниката за педиатрија, одел за имунологија, во кој што работат врни експерти од ова област и тие прават прегледи на децата. Јасно се одредени диагнозите, состојбите кои што може дополнително да бидат компрометирани со примање на овој вакцина и се издава во таа институција таква потврда. Меѓутоа,
спомнавте и во реакцијата на Хелсиншкиот комитет со невакцинирањето, точно е дека се загрозува здравјето на сопственото дете, меѓутоа и на другите деца, меѓу кои и овие деца кои што не може да бидат вакцинирани. Значи, не бираме ние меѓу две права. Ние само викаме дека не може да се запише дете во школа заради тоа што е невакцинирано, заради тоа што го загрозува здравјето и свое, меѓутоа и на другите деца. Не станува збор за кратење на некакво право, само за доследно почитување на законот кој што јасно кажува дека треба тој картон да се даде при уписот. Ние за време на оваа епидемија имавме 4 смртни случаи, сите беа деца, сите беа невакцинирани и внимавајте, 2 од нив не можеа да бидат вакцинирани заради тоа што има нека претходна болест. Значи, како сега биле ќе загрозени од други невакцинирани значи, деца како сега ќе се толкува тоа во правобранителството, кој го загрозил нивното право да бидат здрави и да не заволат и да како се случи сега со оваа епидемија и таква катастрофална последица. А што со децата кои се во здравствена состојба, кои немаат конечна дијагноза за некаква состојба, кои им треба привремена одобрување да бидат невакцинирани? Тоа е оставено у раката на експертите, имунолозите на педиатриската клиника, да се направи проценка, да се направат едни испитувања дополнителни. А тие имаат овластување да подпишат на клиниката за педиатрија, дека тие деца додека не се постави дијагноза не смеат, например, да примаат вакцина? Или додека не се постави дијагноза, или дефинитивно дека не може да прима вакцини. Меѓутоа, внимавајте, станува збор за колективен имунитет. Кога постои колективен имунитет, кога постои процент на вакцинација над 95% како што ние во минатото со години наназад сме имале, тогаш не постои ризик ниту за овие деца кои што не можат да се вакцинираат заради друга здравствена состојба. Ние затекнавме посебно во урбаните средини пат на офатот на вакцинација со вакцината од морбили дури негде под 80%. А под 92-3% веќе сериозно е компромитиран колективниот имунитет и затоа ни се случи ваква епидемија. И епидемијата која не успевате да ја искорените. Има проценка на епидемиолозите. Јас тоа го кажав во неколку наврати, сега ќе го повторам, проценката дека оваа епидемија со оваа динамика, со начин на кој што веќе вирусот е насекаде и со епидемии во околните земји ќе трае најмалку до крајот на оваа година. Тоа значи дека и со уписот на првачињата не очекувате епидемијата да запре, него дека ќе продолжи уште 3 месеци. Единствено нешто со што очекуваме епидемијата да запре за што пократко време, а и понатаму да не ни се јавуваат вакви ситуации се вакцинациите на сите кои што се невакцинирани или кои што примале само една вакцина без ревакцина. Треба и ревакцина. Да почнеме со прашањата од нашите гледачи. Ги имаме оние што стигна на Твитер и на Фејсбук. Ја почнам со прашањето од Твитер на Златко Американо, така се подпишува. Зошто не се зголемуваат казните за родителите чии деца нема да се запишат во училиште, кое е задолжително заради невакцинирање? Казните сега за невакцинирање се околу 500 помеѓу 300 и 500 евра, согласно Законот за заштита на населението. Дали се размислува за зголемување? Болести, да, тоа е една од опциите на која што размислуваме, меѓутоа, што е интересно, во текот на минатата година имало негде околу 180 пријави, полу од нив ја платиле казната, за другата половина се поведени прекршочни пријави. Од почетокот на оваа година до сега околу 30-тина, повторно половина ја платиле казната, а за половина се дадени прекршочни пријави, меѓутоа сметаме дека ова не е ефикасен механизам. Значи ние сега ќе ја провериме и веродостојноста на сите вакцинални картони, да видиме од кај доаѓаат и да видиме дали се тие валидни. Очигледно дека имало пропусти во системот. Државата има обврска и затоа има програма во Министерството за здравство за имунизација на населението. Неприфатливи се избегнувања во системот. Има деца кои што се вакцинирани со некои вакцини донесени од странство, кои што воопште не се заведени во самиот картон. Значи, се што треба... Има многу
голема е недовербата и сами рековте во вакцините што вие ги давате и тоа е причината за невакцинирањето благодарение и на кампањата, но и на други причини. Што со децата што примиле вакцини купени во странство? Тие ги примаат тука? Тие ги примаат тука, доколку ги примиле во здравствениот дом, во вакциналниот пункт сигурно се запишани во календарот. Тие служби се навистина ревностни, меѓутоа ако е примено во друга институција и родител не однес со книшката да се заведе, тогаш имаме нецелосна документација. Ги повикуваме и тие родители. Како ќе докаже дека е вакцинирано? Ги повикуваме и тие родители да се јават во вакциналните пунктови да објаснат што и како било направено со децата. При тоа морам да укажам на тоа дека многу е ризично и опасно да се носат вакцините од околните земји. Одговорно тврдам дека станува збор за вакцини кои што се со врвен квалитет, кои што согласно нашите критериуми за набавка се прво увезени од земја членка на Европска унија, второ во земјите членки на Европска унија се користат и трето ги има двата сертификати од проверка на квалитетот на самата вакцина. Вакцината е специфична по тоа што се транспортира со многу голема контрола на температурата. Заради тоа што и најмала промена на температурата при транспорт на вакцината може да значи дека самата вакцина е неактивна. Може тоа да се случи со вакцините купени велите во соседните земји и донесени тука? Да, апсолутно тоа е ризик. Знаеме за родители. Што се случува во тој? Кога ќе се зголеми температурата, обично има луѓе кои што ги купуваат од Грција, иако повторно кажам, ставам збор за идентични вакцини, да скокне температурата од тие мали фрижидерчиња како се носат и веќе да се дали вакцина која што нема ефект. Значи станува збор за многу ризична практично постапка. И тие деца се невакцинирани. Па знаете се многу тешко да се тука не може тоа да се провери. Еве уште едно прашање и став. Многу е задосната реакцијата Бојан Стојановски по загубени детски животи, исто како и задоснетото спроведување на законот за упис во градинка. Зошто спроведувањето на законот било запоставено со години и требаше да се изгуба толку животи? И зошто во ек на епидемија се дозволи толку медицински персонал да остане невакциниран или неревакциниран, кога токму преку болниците најмногу се шири епидемијата? Имавте заболени лекари, дури шеф на клиника медицински сестри. Кој е вашиот одговор на вопрос? Станува збор за нецелосно вакцинирани луѓе. Многу мал процент од вкупниот број до сега се заболели, негде околу 1300 луѓе од почетокот на епидемијата се целосно вакцинирани, меѓутоа постои исто така многу мал процент на случаи кои што имунитетот и покрај редовната вакцинација знае да се намали, тие антитела да се изгубат. Не се сложувам дека се закаснети мерките. Сетите се на почетокот која ја прогласивме епидемијата на територијата на град Скопје, не обвинуваа дека тоа многу рано го правиме за многу мал број на случаи. Излезе дека тоа не било така и навистина сум задоволен што тогаш тоа така го направивме, да тогаш закасневме. Сега јас мислам дека ќе имавме огромен број на случаи, можевме да имаме и парализирана држава заради огромен број на да, но сепак многу имаме и повторно имаме починати од има 4 починати. Кажав за какви случаи станува збор. Има многу повеќе починати во околните земји. Над 100 луѓе се починати во Србија, исто така во Романија. Да, ова не е само наш проблем, меѓутоа да зборуваме и зошто во однос на реакцијата за запишување во училишта, па сега се запишуваат децата во училишта, како мислите дека навреме како било претходно, стварно не можеме сега да судиме, да кажуваме. Прашањето беше зошто медицински се дозволило толку медицински персонал да остане невакциниран. Не ги проверивте на почетокот на... Не, согласно одлуките на Комисијата за заразни болести беше дадена препорака, тогаш кога беше одлучено дека тоа треба да се направи, да се вакцинира и целокупниот медицински персонал кој што работи со вакви пациенти, а понатаму и сите други останати луѓе кои што работат во медицинските установи. Повторно ќе кажам, оние колеги, медицински сестри кои што заболеа
има нецелосен вакцинален статус, делум, но беа вакцинирани или има непознат вакцинален статус, едноставно не можеле да ги најдат картоните и книжките. Тоа се случува со многу, имавме прашања навистина од многу гледачи дека за оние што се родени 70-тите, 80-тите години немало ревакцинација. Ма нема ни документи или пак обично и не знаат. Епидемиолозите ни потврдија дека негде на почетокот на 90-тите имало недостаток на оваа вакцина. Кога требало да бидат ревакцинирани, така е, луѓето во таа возраст, и тогаш имало некоја донација од УНИЦЕФ, така се надополнила количината, меѓутоа очигледно дека вакцинирањето не било соодветно спроведено, што уште еден доказ кон тоа дека се што треба е да се пратат препораките како што се за редовната вакцина, заради тоа што само на тој начин се ствара и индивидуален, меѓутоа и колективен имунитет. И по предвидувањата на епидемиолозите и пратењето на појавата на болеста, има и сведочењето, се извинувам, има една епидемија на паротит. После X години, од кога една таа критична популација не била ревакцинирана. И јасно се знае на што е тоа последица. Значи, во епидемиологијата има многу јасни податоци. Пратење на пациентите, вакцини, како се јавуваат болестите, како се шират. Да, но не објавивте, например, на кои се тие луѓе што не биле ревакцинирани, а требало што која година се родени, еве забележале дека најмногу заболени од морбили има над 30 години, што се совпаѓа со ова. Така, значи тие кои што требале да во тој период ја примат вакцината. Меѓутоа, пазете, сега кога се јавува епидемија, веќе немаме такви правила. Веќе сите се во ризик. Посебно кога епидемијата е на територијата на целата држава. Значи немаме ризични или критични групи на пациенти заради минат некој вакцинален статус. Значи сите се во ризик кои што се не вакцинирани, вклучително и децата кои што на пример сега се многу мали да се вакцинираат. И затоа одиме со оваа агресивна вакцинација на сите невакцинирани, заради тоа што тоа е единствениот начин да се намали, да се елиминира ризикот невакцинираните да заболат и нормална инвестиција во Вие сте и вакцинирани, ревакциниран, бидејќи тука спаѓате во оваа некоја возраст. Да, и лично го проверив јас мојот картон и книжката и стои дека сум целосно вакциниран со сите вакцини согласно календарот. Да, ама многу ваши колеги изгледа дека не се. Добивме прашање, некои од нашите гледачи ни пишува и во пораки, не сите, особено оние што се за антивакс политиката и против вакцинацијата и на вистина се придружуваат кон оваа пропаганда, ни пишува во инбокс, меѓу нив и доктор Весна Башевска-Симоновска, мислам дека е фармацевт, таа припаѓа на оние групи кои ви пишува и писма и ви се обраќа. Она има неколку прашања, едно е зошто не воведовте карантини во болниците кога епидемијата почна да се шири. Нели тогаш ке се заштитеше? Не е точно, секаде се воведува карантини. На инфективна клиника. На инфективната клиника. Посебен во другите. Да, посебни оделенија кои што беа затворени за други пациенти. Понатаму на клиниката за педиатрија едно цело крило на еден од спратовите и на еден дел во болницата за респираторни болести во Козле. Значи секаде се постапи согласно препораките. Карантин или само затворени? Не, затворени оделенија кои што нема други. Класичен не, да немаше потреба, ниту пак сега има потреба. Сето тоа епидемиолозите и експертите од оваа област будно го пратат. Меѓутоа, многу интересно и ова е прв пат вака јавно да сретнам дека некој доктор официјално застанува мислам дека за фармацевт се работи, јас не знам. На страната на антивакцините, заради тоа што тоа може да повлече и одговорност. Докторите имаат обврска согласно Хипократовата заклетва. Веројатно затоа и ни пишува во инбокс, има и прашање зошто за здравствените работници се нарачува посебна вакцина, вистина ли е тоа? Не, тоа точно тие се вакцинираат со истите вакцини како и децата и сите возрастни кои што не се вакцинирани и сега ги повикуваме да се вакцинираат. Уште еднаш да повторам, станува збор за
а вакцини со врвен европски квалитет. И рековте следното прашање дека преносот, транспортот на вакцините е сосема безбеден, бидејќи се сомневаат и во тоа. Со оглед на тоа што станува збор за навистина на добавувачи кои што носат врвни вакцини, при приемот на вакцините се води сметка за апсолутно сите детали. Најмногу за ладниот ланец. Заради тоа што ќе повторам, и најмала промена во температурата може вакцината да деактивира и тогаш вие и да ја дадете, нема да го постигнете саканиот ефект, и тоа се препораки, тоа се стандарди кои што се запазуваат насекаде во секоја земја во светот. Да, има и некои стручни прашања, зошто нема моновалентна вакцина против морбили? Заради тоа што се дава заедно со другите вакцини, заради тоа што на тој начин се гради имунитетот. Добро, Ангела Илиевска прашува зошто рамката нема упис за училиште, само за вакцината за морбили. Таа пишува бројот на лица со вирусен хепатит Б е зголемен, вакцината за хепатит Б е задолжителна за новороденчиња, се прима во 3 дози. Зошто немаат кампања и не се поработи во Министерството повеќе на оваа тема, значи бараат и некои... Да појаснам веднаш дека воопшто не станува збор за барање да се даде само потврда за вакцина од морбили, треба да се даде целиот картон, значи тука се прати целокупниот вакцинален статус. Очигледно има недоразбирање, да, добро, значи меѓутоа добро прашање и заслужува да се добие. Значи треба да бидат вакцинирани децата од сите вакцини согласно правилникот за имунизација. Хепатитот Б е значајно намален од кога е воведена редовната вакцинација, ми се чини 2004 година. Една вакцина и 2 ревакцини. И еве ние сега со модернизација на календарот кој што ќе излезе наскоро во службен весник, воведовме и уште 2 нови вакцини. Тоа се пневмокок и тоа е рота. Вакцината какви што имаат најразвиените земји во светот, со тоа имаме најмодерен календар во целиот регион. И тоа е најдобрата инвестиција која што може да направиме здравјето на децата. Знаете ли како изгледа едно дете со рота инфекција? Тоа се исцрпувачки, стомачни болки, диареи, пратени се со бројни компликации. Луѓето, експертите кои што дојдоа од Светската здравствена организација ни укажаа дека земјите како скандинавските земји кои што ги воведоа овие вакцини после одреден број на години повеќе немаат вакви инфекции кај децата во нивните инфективни детски оделенија. Значи ова е најдобрата инвестиција која што може да се направи. Впрочем и историските податоци тоа го покажуваат, искоренети огромен број на смртоносни болести, меѓутоа еве и болести кои што може значајно да влијат на квалитетот на живот. Даниела Мирчевска прашува кои мерки за заштита од епидемијата се преземаат освен присилна вакцинација? И дали според Светската здравствена организација вакцинацијата е воопшто мерка за справување со епидемија? Колку е паметно масовно вакцинирање? Ова имавме прашање додека епидемијата е во ек, и веќе прашав дали некој води сметка за деца кои треба да се вакцинираат со предпазливост или воопшто не треба да се вакцинираат и кога оставка? Заради вакцинацијата или заради епидемијата? Јас го читам прашањето, оставка се споменува и по повод митлата што ја најави премиерот Заев. Знаете дека се прават дури неформални анкети, вие сте на тапет здравството. Секогаш, сега веројатно е ова врзано со епидемијата. Добро е да одговорам прво на прашањето. Ова е единствената мерка и препорака од сите сериозни институции, Светската здравствена организација. Ние имавме и посета од експертите за вакцина од СЗО и нашиот комитет за заразни болести, кои што членуваат врвни експерти, дека ова е единствениот начин кој што за што пократко време епидемијата може да престане. Нема што друго да се направи, освен да се вакцинираат. Може би ќе повторам по трет пат. Сите невакцинирани, сите нецелосно вакцинирани и сите кои што имаат непознат вакцинален статус. И во однос на овој вториот дел од прашањето, јас верувам во мудроста и искуството на премиерот Заев. Он знае многу добро да процени и политички ситуации и луѓе, и верувам дека
тој најдобро знае кој треба да биде во неговиот тим. Вие немате намера, очигледно, да поднесувате оставка. Граѓаните ги интересира во контекст на некои афери и скандали, докаде истрагата со вакцините од Македонија лек, со погрешните декларации, со изминат рок на трајање, дали воопшто имаше санкции? Тогаш кажувавте дека ќе бидат казнети, бевте многу остар, но тоа како да се обидувате да се заборави, а целата недоверба кон вакцинирањето е токму заради во квалитетот на вакцините. Недовербата во вакцините, ние ја анализиравме многу податоци. Пат со опфата на вакцинација има од 2014 година. И ние тоа го поврзуваме со некои други случувања во здравствениот систем. Истрагата, навистина не знам докаде, во неколку наврати разговаравме со представници на обвинителство кои што доаѓа и праве увед во некои од документите кои што министерството има. Допир навистина не знам со која динамика и како се одвива. Точно е дека најавувавме казни, тоа е согласно законот за лекови, меѓутоа сепак чекаме да заврши истрагата. И затоа ние ништо не преземаме, со оглед на тоа што обвинителството не презема. Нели се интересирате докаде истрагата, разбираме толку проблем? Да ви кажам право, сметам дека било какво интересирање или било какво барање на информации може да се тумачи на различен начин. Да, меѓутоа најавувавте санкции, тоа ќе преземе се што треба, толку се испостави дека тоа треба да се направи. Значи, ние ниту бегаме од спроведување на санкции, ниту бегаме од па дури лична одговорност за било каква ситуација со кој што може да се случи. Сетете се како ние затворивме болницата Сантекова, увидовме дека има пропуст во документацијата после оној смртен случај што беше. Да, но направивме апсолутно се што треба смртен случај за да се реагира. Некога многу така изгледа. Треба епидемија за да се почне кампања. Не се случува да работите преку ноќ. Значи, падна лофатот со имунизација во 2014 година и сега епидемија се случува после 5 години. Која е главната причина зашто опадна лофатот? Јас сметам дека тоа недовербата во типот на лекови кои што се носеле, тогаш имаше и лекови од паралелен увоз, но ќе потенцирам. Мислите генерално, не само во вакцините? Мислам дека генерално недовербата во здравствениот систем, кој што е резултат на многу пропусти со години. На нас, меѓутоа, морам да потенцирам. Во ниту еден момент, вакцините кои што биле увезувани во нашата земја преку редовната програма за имунизација од Министерството за здравство не биле со некаков лош квалитет. Секогаш биле со добар квалитет од добри и проверени производители. Тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме на дебат. Гледате Топ тема, гостин, министерот за здравство Венко Филипче. Разговараме за вакцинацијата и последната одлука на владата да не се запишуваат првачиња се додека не поднесат доказ дека ги примиле сите вакцини. Кој што доказ ние ќе провериме. И тоа ќе се провери. Во меѓувреме, дори траева рекламите, имаме многу прашања од гледачи. Стигна едно прашање од гледачка Тања Трајковска. Да прашува вас, но и целата влада, дали и како ќе гарантирате дека вакцините се безбедни? Тоа одговорно го тврдам. Постапката со која што двогодишна е програмата за целосна имунизација на населението. Постапките се водат со соодветни критериуми. Критериумите не биле никогаш пониски од тоа што се бара во европските земји. Кажав и претходно, вакцината мора да биде произведена во земја членка на Европска унија, да биде проверена со 2 сертификати на квалитет и да се користи во земја членка на Европската унија. Само на тој начин ние може да се заштитиме од сомнителни вакцини кои што може да дојдат од било која земја во светот, и ова е нешто за што Министерството за здравство целосно стои. И доколку нешто се случи, кој одговара?
многу се мали, незначени се несаканите ефекти. У текот на минатата година во 2018 се пријавени во Агенцијата за лекови само 2 несакани ефекти од вакцинација, и тоа двете биле сосем мало и лесно црвенило и температура околу убодот од вакцината. И никаква друга форма на несакан ефект, а овие несакани ефекти секако дека се опишани во упатството на вакцината. Многу луѓе, предпоставувам, се уште со недоверливост гледаат. Тука се и антиваксирите, знаете, и самите и вам ви се обраќа, добивате писма од нив и многу од овие прашања се токму нивни. Ние денеска ја снимивме доктор Јадранка Бибан, која ќе ви постави 2 прашања. Таа е против вакцинирањето, но има и своји ставови како тоа би можело и да се избегне и има некаква алтернатива. Да ги слушнаме нејзините прашања до министерот Филипче. Јас не знам зошто тој не ја опфати целокупната превенција која се состои од прво хигиена, второ здрава животна средина, односно здрава исхрана и се разбира вакцинална имунизација која ќе биде професионално, стручно применета и ќе даде највисок ефект. Првите 2 компоненти од превенцијата ги нема никаде, најмалку ги има во болничките установи, односно во установите на јавното здравство, зашто јас лично како доктор сум се уверила. Ова е прашање за министерот од стручен аспект. А ако одиме од неговиот статус на министер и како учесник во една политичка влада, тогаш тој може да даде одговор и на она следното, како и по кој основ тој навлегува во нарушување на основните уставно загарантирани права на населението за образование, зашто сметам дека прашање треба да постават стручни лица од право. Тоа беше доктор Бибан. Второто прашање практично веќе го одговоривме околу кршењето на правата на децата. Еве таа вели треба по инаков начин или треба и да се подобри начинот на исхрана, хигиената и на самите клиники. Дали и тоа овој совет може да... Добро, знаете, еден од главните проблеми во однос на одржувањето на хигиена, за кое што може одговорно да кажам дека во рамките на секоја болница, на пример во клиниките се одржува навистина безпрекорно, меѓутоа делумно не може заради системот. Навистина е застарен системот. А тој павилионски систем кој што пациентите се шетаат од едно место на друго е само зголемување на ризикот од инфекции. И се мора да потенцирам тука за граѓаните да нема врска со типот на имунитет кој што се стекнува со имунизација. Ова е сосема друга тема, затоа сме целосно фокусирани, посветени на градење на новиот клинички центар. Само на тој начин може да постигнеме услови. Да, но тој ќе биде готов за колку отприлика? Мора да почнеме. Од моментот кога ќе почнеме, нашите проценки се дека за 3,5 до 4 години еден дел во кој што веќе ќе може да се префрлаат дел од здравствените услуги ќе биде готов, меѓутоа тоа е единствениот начин. Колку и да инвестираме во реновирање на ваков еден стар систем павилионски кој што пациентите се шетаат надвор, ние никогаш нема да постигнеме такво ниво на услови како што ги има во еден интегриран систем на здравствени. Ке ги трнете ли барем автомобилите од средиштето на клиничкиот центар, мислам, дури и беше прегазен човек, мислам, страшно е. За прегазен човек не сум. Повреден од автомобил. Доволно е тоа да се види, не треба секој ден го се надевам го гледате. Ние почнавме постапката на минатата седница на владата за приватно јавно партнерство за катни гаражи. Сметам дека со ова значајно ќе се зголеми капацитетот на местата за паркирање. 2 катни гаражи ќе бидат поставени на местото на старата гинеколошка клиника, другото на местото каде што е хелиодромот, и дека дефинитивно овој сообраќајен хаос на ова место ќе се реши, значајно ќе се олесни. И протокот на Морам да ве прашам и тоа за колку време планирате да го направите? Веќе следната недела, на следната седница на влада треба да се формира комисијата и таа да започне постапката која што веројатно ќе трае околу 2 месеци.
После тоа очекуваме да започне изградбата на монтажните катни гаражи, со тоа огледно тоа што се монтажни, не се цврста градба, сметам дека ќе иде тоа за релативно кратко време и јас искрено верувам дека на есен или до крајот на годината, еве да оставиме и екстра време, овој повеќе деценијски проблем дефинитивно ќе биде решен. Но и оно што го спомнавме на почетокот, овој нов иновативен систем на инструменти, стерилизација, чистење, дезинфекција и третман на медицински отпад ќе влијае на намалување на инфекциите и на зголемување на хигиената во сите јавноздравствени институции, така како што се сега поставени. Таа вели дека и со начинот на исхрана тука нема некакви најави дека нешто ќе се промени, дека може да се влијае и на здравието на пациентите. Ние започнавме во соработка со Комората на медицинските сестри акции во детските градинки. Минатата недела имавме акција во една од градинките во населбата Карпош, во која што медицинските сестри работеа со децата од повеќе групи, укажуваа на тоа што и како треба да се прави за да се одржува личната хигиена, што значи денталното здравје, и со таа кампања ќе продолжиме и понатаму. Сметам дека е тоа нешто кое што можеме да го направиме, можеме да го поддржиме, а Комората на медицински сестри е сериозно заинтересирана и има капацитет и знаење тоа да го спроведе на вистина добри бидејќи седите со министерот Арбер Радими во иста влада или кој да е министер за образование, треба да отидете во училиштата, таму хигиената е ужасна и сигурно придонесува децата постојано да бидат болни, се дури сами си купува сапун, немојте да очекувате дека ќе имаме хигиена на завидно ниво. Велите соработувате министрите, може би тоа прашање треба да го отворите. Да се вратим уште неколку прашања на гледачите. Што треба да се случи, пишува Рубин на Твитер, што треба да се случи, до кој степен да ескалира епидемијата за да се активираат социјалните служби и невакцинирањето да се смета за детска негрижа, повторно заказнување? Сведоци сме дека во некои други земји во светот, дури спроведи поагресивни мерки, сметам дека се ова сосем доволни мерки за сега. Ќе видиме како ќе оди ова со уписот во школите. Јас искрено се надевам дека ќе проработи разумот и дека родителите конечно ќе сватат дека ние се соочуваме со една навистина сериозна работа, ваква една епидемија. Не можам и не сакам да поверувам дека постојат родители кои што може да не ги прифатат препораките, да тврдоглаво се спротивставуваат, заради тоа што со тоа се што прават го загрозуваат здравјето на сопственото дете. У 21. век да има заболени, па да има смртни случаи од болест која што може да се спречи со вакцинација, која што била искоренета пред многу години кај нас, меѓутоа многу земји у светот, баш поради благодарение на вакцинацијата, е навистина неприфатливо. Да, но антивакс кампањата е многу силна и тие нудат исто докази дека вакцините може да бидат штетни, дека предизвикуваат аутизам. Тоа не е точно. Други болести, очигледно дека се убедливи што успеале да убедат толка процент на граѓани и родители да не ги вакцинираат своите деца. Сплет на повеќе околности, како со фактори. Тоа се справувате со оваа кампања? Започнавме и ние од наша страна на кампања за подигање на свеста, за предностите на вакцинација, за тоа дека навистина вакцината не може да се доведе во никаква релација со аутизмот, зашто излези една многу голема студија, се публикуваше сега пред неколку месеци, имавме и дискусија за таа студија и во периодот кој што следи ќе продолжиме со истата таа кампања. Како ќе ја вратите до вербата? Еве прашуваат, тука имаме уште едно прашање, последното практично. Како да се подигне до вербата? Велат во Германија има незадолжителна вакцинација, стапката на вакцинирање е многу висока, очигледно е подигната свеста. Морам да кажам дека сметам дека мора да се подигне до вербата не само во вакцините, туку и целокупниот здравствен систем, што ние почнавме да го правиме веќе минатата година. Инвестиравме многу во медицинскиот, здравствените работници, во персоналот, во нивните плати, да се врати нивниот дигнитет. Понатаму е постепено таму кај што е најкритично во клиничкиот центар ги подобруваме условите, а како што реков, фокус ставаме на изградба на новиот клинички центар, инвестираме многу младите лекари, специализантите кои што добија плата, еве сега мерката за работување на сите доктори кои што ќе завршат факултет
медицински ќе положат испит за лиценца во лекарската комора Америка, што нема ниту една земја во регионот. Со сето тоа, сакаме да укажеме на тоа дека сериозно инвестираме во здравствениот систем. Сериозно сме посветени да го зајакнеме, да го напредиме, да го надградиме, да се приближиме кон европските стандарди. Свесен сум дека овие работи не може да се случат преку ноќ. Меѓутоа исто така сум свесен дека барем сме на вистинскиот пат, дека ја мрднахме работата од место и дека за некои работи и на краток рок, за некои на среден, меѓутоа за некои и на долг рок ние ќе имаме резултати, а тоа ќе го осетат и граѓаните, односно се дури не го пациентите. почувствуваат, ќе бидете, се разбира, главната цел на критика. Уштедно на брзина две прашања, докаде е ситуацијата со амбулантните возила за брза помош? Сега најдовте возила, нема персонал. Добро, тоа е што гледам, и за примарното здравство лекарите прашуваат за капитацијата, дали тука ќе има некаква промена? Ние завршивме набавката на нови возила, 12 возила се набавија, 6 дадовме на здравствениот дом во Скопје. Со тоа капацитетот на брзата помош во Скопје се зголеми за 100%, до сега има само 6 функционални возила, сметам дека сосем доволно ќе биде како бројка на возила и еве со оваа мерка на млади лекари кои што ќе ги вработиме, ќе имаат плата, како просечна плата на лекар, ќе се надополни и персоналот и тоа ќе почне да се спроведе веќе уследниве неколку Има ли интерес? недели. Интересот ќе го спроведеме, ќе го провериме со огласот, кој што ќе го објавиме веќе следната недела. Нашата проверка укажува дека станува збор за бројка од 250 до 300 лекари кои што имаат лиценца, тоа во што немаме увид е колку од нив се вработени, а колку нив заминале во странство, така да ќе биде и одлична Да не излезе проверка. дека сите заминале. Па не ми се верува, со оглед на тоа што има огромен интерес на конкурсите кои што се објавуваат во болниците, односно во сите јавно здравствени установи. И во однос на прашањето за примарните лекари, во текот на следната недела ќе имаме пресконференција со директор на фондот Ден Дончев, со кој што ќе ги објавиме мерките во однос на зголемувањето на капитацијата и како ќе ставиме акцент да 2020 година ќе биде година на примарното здравство, заради тоа што освен капитацијата имаме еден друг сет на мерки кои што ги разработивме и со Светската здравствена организација, меѓутоа еве при крај се и асесментот на Светската банка, кој што значено ќе го напредиме ова ниво на здравствена заштита. Што едно прашање да не заборавам за вакцините повторно. Се предлагаат што со оние деца што ќе останат надвор од образовниот систем. Претпоставувам дека ова и за Министерството за образование, но и за целата влада, ако за тоа сте разговарале, дури се поставува прашањето дали има можност за домашно школување или едноставно тоа е мерка за да се вакцинираат. Видете, и не се размислува за таква варијанта. Предвидени се казни и за непосетување на училиште, меѓутоа и за невакцинирање. Со епидемија, со одлука на Уставен суд, со правилник за имунизација кој што укажува на потребата за задолжителна имунизација, со законска обврска при уписот во школа да мора да се достави тој вакцинален картон, ја мислам дека нема повеќе контраргумент за тоа да децата се вакцинираат и само така бидат примени во градинка или во училиште, заради тоа што ќе повторам, нема никој право да го загрозува јавното здравје. Ви благодарам, министре, за учеството во емисијата. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Останете на Телма, имајте убава вечер.